За вашето утрешно мени, како главно јадење, ви предлагаме да подготвите пилешки дропчиња на шумарски начин. За подготовка на ова јадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. 800 грама пилешки дропи срца, 1 домат, 2 лажици путер, 1 главица кромит, 100 грама брашно, 2 чешниња лук, 400 грама свежи шампиньони, половина лажица црвен пипер, 100 мл бело вино, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 30 минути. На шампиньоните им ги отсекуваме рачките. Ги сечкаме на листови. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Доматот го лупиме и го сечкаме на коцки. Пилешките дропчиња ги сечкаме на парчиња. Потоа ги сушиме пилешките дропчиња и срца со кујнска крпа. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло ги пржиме и сечканите шампиньони. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Промешуваме. Испржените шампиньони со лажица решетка ги вадиме од тавата и ги ставаме во огноотпорен сад. Садот го покриваме со капак за да не се изладат. Во тавата во која се пржеа шампиньоните додаваме путер и масло за јадење. На загреаната мрснотија го пржиме и сечканиот кромит. Чешнињата лук ги мешиме со алатка и ги додаваме во тавата. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Промешуваме. Тавата со испржениот кромид ја тргаме од оган. Го додаваме кромидот во огноотпорниот сад. Ја враќаме тавата за пржење на оган. На чинија пак ставаме брашно и црвен пипер. Мешаме со лажица. Потоа го набрашнуваме пилешкиот джигер и го пржиме во тавата на оган. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Во тавата ги додаваме парчињата домат. Откако дропчињата ќе се испржат, во тавата ги додаваме претходно испржените шампиньони и кромидот. Зачинуваме со мелен црн пипер. Посолуваме. Во тавата го налеваме белото вино. Промешуваме. Ја покриваме тавата со капак.
Начинија за сервирање го сервираме претходно сварениот ориз. По 5 минути динстање ја тргаме тавата за пржење од оган. Со лажица вадиме од содржината од тавата за пржење и ставаме врз оризот начинијата за сервирање. Декорираме со 4 гранчиња макдамас. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 30 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени.